Беше тоа на 4. мај 1987 година, кога се пуштени во употреба 3 наплатни станици на територијата на Македонија. Денес наплатната служба во Македонија е синоним на модерна, електронска и современа наплата на патарините. Беше тоа на 4. мај 1993 кога управата за ПТТ на Република Македонија е примена во членство на Меѓународниот сојуз за телекомуникации, Организација на Обединетите нации во областа на телекомуникациите со седиште во Женева. На 4. мај 1903 година е убиен Гоце Делчев, најголемиот револуционер и македонски национален херој. Тој бил идеолог и организатор на македонското револуционерно национално ослободително движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, неприкосновен авторитет, раководител на оружените сили и бескомпромисен борец за самостојна македонска држава. Се школувал во Кукуш, каде што завршил прогимназиско образование, па во Солун, во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи, каде што раководел таен ученички револуционерен кружок, и во Софија во военото училиште. Во Македонија се враќа во 1894 како учител во Штип, односно во Штипско Ново село. Тука се сретнал со Даме Груев и се вклучил во раководењето на македонската револуционерна организација и целосно се посветил на македонското ослободително дело. Убиен е од заседа на 4. мај 1903 во селото Баница од турската војска. Неговите посмртни останки се чувале во Баница, во Ксанти, па во Софија, Република Бугарија. До 1923 година ковчежето со коските се чувало во домот на Михаил Чаков. Конечно, на 11. октомври 1946 со посредство на Илинденската организација, посмртните останки биле пренесени во црквата Свети Спас во Скопје, согласно личната желба на Гоце Делчев да почива во слободна Македонија. На 4. мај 1912 година во Дреновската клисура е убиен Пере Тошев, по предавството извршено од турчинот Делјо од селото Дреново во заседа организирана од турските полициски сили. Пере Тошев е еден од најзначајните раководители и дејци на македонското револуционерно движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Роден е во Прилеп во 1865 во имотно семејство. Поради својата револуционерна дејност бил честопати апсен и затворан, последниот пат во подрум Калев во 1901-1902 година. Учествува на скоро сите конгреси на ТМОРО, а на Рилскиот конгрес поднел проект правилник од 216 члена. По смртта Пере Тошев бил погребан во црквата во селото Фариш, а во 1996 година неговите посмртни останки се пренесени во Прилеп. На 4. мај 2001 година во Скопје умира Васка Илиева, една од најпрочуените пејачки на македонски народни песни. Својата музичка кариера започнала во 1950 година во државниот ансамбл за народни песни и игри танец. Поради ненадминатиот стил на пеење и неповторливиот глас, многу брзо станува популарна и настапува на безброј концерти, не само во татковината, туку и во тогашна Југославија, како и насекаде по светот каде што живеат македонци. На 4. мај 1980 година умира Јосип Броз Тито, доживотниот председател на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија, председател на Сојузот на комунистите на Југославија, маршал на Југославија и врховен командант на вооружените сили. Учествувал во Првата светска војна кога бил заробен на Рускиот фронт. Во 1920 се враќа во Загреб, каде што се вклучил во работничкото и комунистичко движење.
како командант на Врховниот штаб на Народно-ослободителната војна во летото 1941 година го организирал создавањето на Народно-ослободителната војска на Југославија. По прогласувањето на ФНРЈ на 29 ноември 1945 бил избран за председател на владата. Напоредно со премиерската, ја вршел и функцијата генерален секретар на Комунистичката партија и неколку други функции. Тој воспоставил силна лична власт и создал култ од својата личност. Во 1974 година бил избран за председател на СФРЈ без ограничување на мандатот. Бил избран и за почесен член на Македонската академија на науките и уметностите. Умира во клиничкиот центар во Љубљана на 4 мај 1980 година, а потоа е погребан во Белград.